Добро утро по втор пат. Токму така интензивните врнежи од минатите денови го покачија водостојот на реките во североистокот. За среќа позначајни излевања нема, на што се задоволни од водостопанство Кумановско-Липковско поле. Превентивните активности велат дале резултати. Покачени водостојот, како што рековте во најавата, на река Кумановка, меѓутоа на површина излезе сиот смет, пластични шишиња, па дури и фрижидери, куфери и друг различен шут. Пристигна дури до Прошане во близина на пречистителната станица. Интервенира екипите на водостопанство, укажуваат, апелираат до граѓаните да бидат совесни, да не ја загадуваат животната средина. Паралелно и јавното предпријатие Чистота и зеленило реализираше акција за чистење на дивата депонија на мостот покрај река Кумановка и отаму со апели за совесност од граѓаните, меѓутоа поставија и дополнителни садови за смет. Најавува дека деновиве треба да се изврши поставување на заштитна ограда од двете страни на реката, за да на тој начин се спречи дополнително фрлање на отпад. На оваа тема поразговаравме со директорот на јавното предпријатие Чистота и зеленило, како и раководителот на водостопанство Кумановско-Липковско поле, па предлагам овде да ги погледнеме изјавите. Покушаваме да дојдеме до самата река. Сликата што ја гледаме овде сите заедно со вас, драги новинари, е благоречено ужасна. Апелирам до сите граѓани да се воздржат од фрлање на смет во река, речно корито, се со цел да заштитиме животната и човекова средина. Ние работиме интензивно, ќе ставиме заштитна ограда од двете страни на реката, се со цел да не дојде до несакано фрлање во истата. Во ток на оваа недела ќе поставиме две корпи од 5,5 метри кубни. Сите граѓани што имаат потреба од депонирање на каваст отпад, истиот да го депонираат во корпите. Значи, работиме интензивно. Сликата е многу лоша, како што реков. Повторно доаѓа до неконтролирано фрлање на смет, на отпад на исти локации. Сега не е во толку алармантна количина, не е толку како што беше претходно пред да ги исчистивме тие диви депонии, меѓутоа повторно апелирам до граѓаните да се воздржат до фрлање. Имаме многу диви депонии во градот. Во овој период ќе допрема до секој од нив. Сега најалармантно мислам дека е горе кај пругата 6 април Анџа Ранковиќ. Таму имам огромна депонија. Сигурно дека во наредниот период таа иста ќе исчистиме и ќе допреме до сите други мини депони што се наоѓаат во градот. Зголемениот водостој ги прибра пластичните шишиња од бреговите, покачениот водостој на реката Кумановка, нивото беше над 200 сантиметри, кај мостот во Добрашане, кај игралиштето, и таму не може да поминат понатаму, и тука имавме една огромна депонија, односно смет од пластични шишиња, дури имавме и 3 фрижидери кои допатуваат до таму. Денеска интервенираме уште на истото место, се чисти сметот, договорив со компанија која преработува пластичен отпад, така да таму ќе биде транспортиран пластичниот отпад и ќе се преработи, за да ја зачуваме животната средина. Наша механизација со скип работиме, ги вадат пластичните шишиња и другиот пластичен отпад од самото речно корито и имаме ангажирано камион за транспорт на сметот. Во изминатиот период присутни сме на терен, работевме за чистење на речните корита, правење на заштитни бедими, што резултираше, немавме поплави, немаше излевање во Пелинце, Клечовце, Јачинце, до Везенце на тој потек, иако имавме зголемен водостој, надпросечни водостои за овој период од годината. Изливањето во Опај беше од надојдените води од планинските суводолици и долови, се излеа реката Слупчанка на земјоделска површина. Излеговме таму на терен, разговаравме со самото местно население и тие се свесни дека таму забележително беше големо количество на градежен шут кој е натрупуван во самата речно корито и е намален протокот. Во идниот период ќе работиме на расчистување на тој дел.
Нашата надлежност е надвор од урбаните средини, а во урбаните надлежноста е на општините, така да интервенираме во Кумановка, ќе интервенираме и во Липко, секаде каде што може да помогнеме да немаме поплави и загразување на имотот на граѓаните. Да, тоа беа изјавите, како што кажа надлежните, чистењето на речните корита, но и на дивите депонии ќе продолжи, меѓутоа апелираат граѓаните да бидат совесни и повторно да не ги загадуваат истите локации. Паралелно од чистота и зеленило, комуналното предпријатие информираат дека од овој викенд ќе започне и уредување и озеленување, ќе се интервенира на потегот најправен во кругот на општата болница, пошто ќе следи и во градскиот парк Соколана и сите останати јавни површини. Исто така е планирано и озеленување во местната заедница Панче Пешев, како и во на други локации. Тоа би било се во ова второ линковско вклучување од Куманово студио.